Man in a dark of night, you're my lucky strike. Crazy kids without a clue, hanging from knees up in the willow trees, easy like the month of June. По добра атмосфера ја фативме, енергијата е одлична и се надевам дека полека се финишира се до тоа што го да после. Па не е така како што изгледа, да ти кажам искрено, ама окей, така делуваме. Позитивен хаос е претпоставам кај двајцата, меѓутоа Да, апсолутно. Мене лично ме радува ако го имате тоа мислење, иако сме на самиот почеток пред финализирање на песната. Среќен сум што ево вие како прва публика од песната веќе ви се допадна многу добро. Се надевам дека и публиката, цела македонска публика ќе го дели тоа мислење, но сигурен сум дека заедно со Роберт сме на добар пат. Маестро? Па добро сега, може би малце и ние сме возбудени, бидејќи све е некако уцајтнат брзање, а тоа мора да биде добро. Имаше една верзија, имаше друга верзија, али моравме да најдеме најдобра солуција која што би била конкретно со песната. Значи, ние имаме веќе песна и сега таа треба да се фигурира така, да ја даде таа енергија која што е битна. Значи, можеби секоја песна може да направиш најразлично, и брза, и бавна, и балада, и хаос, и слично, али треба да го најдеш она што Персон, уствари, композиторот на песната ја смислил, сигурно и имал идеја таква. Мислам дека не размислам погрешно. Даниел е одличен соработник, одличен пеач. Мислам дека оваа година ќе имаме нешто што навистина ќе се гордееме. Ја уште сега сум горд, иако има не чека многу работа, но на добар вајб сме. Кога ја слушнав првата демо верзија на Роберт, не престанав да ја слушам. Значи седам тука со слушалките и секој ден само вака и ако сега на друг начин зазвучи песната, сепак ме вози. Исто ме вози како и претходната верзија и повеќе. И навистина многу е битно да еден изведувач да се осеќа слободно на бина, да има таа самодоверба која му е потребна за да згази на сцена. Јас сум таков пеач, ако не се осеќам доволно добро или доволно задоволен, тогаш не излегува таа магија од мене која иначе знам да ја покажам на бина, но сега веќе знам дека сум добри раце и мирно спијам. Даниел е специфичен вокал како соло, нели? Кој што можеби малце тешко е да го пратиш. Тоа е многу тешко, навистина. Мислам, кога го слушаш едноставно, ама оди отпеј. Поготово беше негде во Гисмо оригиналот, рецимо, се ние имаме еден полустепен повисоко и сега е во Амол, така одлучивме и сега е уште повисоко за него, значи може да замислите, ако пее онака ептен лесна. Од почеток до крај, така ја снимивме песната. Ќе ја пеам песната на англиски, бидејќи песната е створена на англиски, значи тоа е англиска песна со англиски демо, со англиски текст ја добивме кога прв пат ја слушнавме. Поради Скопски фестивал направивме и македонски текст, но не го одбрав јазикот пошто подобро ми лежи или за било која причина, него едноставно пошто песната е така. Да има македонска песна со македонски елементи, би пеели на македонски, пошто не мора секојаш да значи дека англискиот повеќе поени ќе ни донеси, пошто луѓето го ценат тугиот јазик. За нив тоа звучи екзотично. Можеби ние сами не си го сакаме толку македонскиот јазик, ама за другите држави, поготово на Евровизија, тие тоа го сакаат и го чекуваат од една земја да придонеси нешто од својата култура и од својот менталитет. Сега поред
таа врста на песна која имам јас, сите делиме исто мислење дека многу е битно да се отпее на англиски, така како го направам.